снабдувањето со вода за пиење. Меѓаш на денешната пресконференција го презентираше извештајот за состојбата на правата на децата во Република Македонија, подготвен од Македонската национална коалиција на невладини организации за правата на детето за период од јуни 2010 до декември 2011 година. Томислав Атанасовски. Македонската национална коалиција на невладини организации за правата на детето, координирана од Меѓаши, денеска во просториите на првата детска амбасада во светот организираше пресконференција на која се презентираше извештајот за состојбата со правата на децата во Република Македонија, подготвен од група на невладини организации кои се однесува на периодот од јуни 2010 до декември 2011 година. Извештајот е изготвен преку следење на имплементацијата на Конвенцијата за правата на детето, имплементацијата на препораките кои дојдоа од страна на Комитетот на Обединетите нации за правата на детето во јуни 2010 година, како имплементацијата на другите меѓународни инструменти кои ги регулираат правата на децата. Претходниот извештај, подготвен од Македонската национална коалиција, е оценет од Комитетот на Обединетите нации како соодветен за следење на состојбата на правата на децата од страна на граѓанскиот сектор. Затоа и во овој извештај собраните податоци се обработени и представени согласно структурата која е препорачена од Комитетот за правата на детето. Овој извештај за состојбата со правата на децата за прв пат почнуваме да го подготвуваме на годишно ниво. Од минатата пред 2 години Комитетот за правата на детето претходниот извештај го оцени како соодветен, релевантен, како извор на информации и врз основа на тоа комитетот преточи конкретни препораки кои ги упати до владата на Република Македонија. Наша задача е покрај следењето дали тие препораки се спроведуваат во пракса во Република Македонија, да ја дефинираме ново настанатата состојба, да стапиме во контакт со сите државни институции по основ на одредени индикатори и прашања по основ на правата на децата да ни дадат своje видување и да дадат своje видување граѓанските организации кои се вклучени во оваа неформална коалиција и истиот ќе биде доставен до Комитетот за правата на детето. По Република Македонија, според нашите сознанија, 1500 деца не се евидентирани во извод од матична книга на родените и тие се најчесто жртви на најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд, од трговија со деца, детски органи, исчезнати, грабнати деца и детска проституција. Вториот проблем кој постојано го потенцираме е дека секојдневно на улиците ни сите крстосници во град и во државата има околу 2000 деца чиј труд се злоупотребува на најсуров начин и од страна на родителите и од страна на тие кои ги користат за заработка. Тие деца се сиромашни, исклучени од образование и изложени на секојдневни ризици. Третата наша заложба е сите деца да бидат вклучени во задолжителното основно образование. Таа бројка од 18.500 деца или 5 до 6% на основношколска возраст сакаме да се потврди од Министерството за образование дека е релевантна. Исто да се потврди дека 200.000 деца досега, односно возрастни, немаат завршено основно образование. Започнале, но не го завршиле. Во извештајот разработени се и специфични проблеми од чие надминување зависи и нивото на заштита и остварување на правата на децата. Некои од препораките кои произлегува како заклучок се и кодификација на законските акти, обезбедување конкретен буџет наменет за деца, вклучување на децата во работата на Националната комисија за правата на децата при владата на Република Македонија, едукација на децата и младите, правна и психолошка помош на децата жртви и така натаму. Со цел да се има покомплетна слика за почитувањето и остварувањето на правата на децата во Република Македонија, Националната коалиција, почнувајќи од оваа година, подготвува годишни извештаи, што ќе бидат основа за следниот периодичен алтернативен извештај. Изготвувањето на извештајот е дел од проектот Јакнење на капацитетите на невладиниот сектор за мониторирање на детските права, финансиски поддржан од УНИЦЕФ. Околу 3000 деца од